По прогласувањето на мајка Тереза за светица во Ватикан во текот на оваа седмица во Македонија ќе се одржат низа манифестации и настани во рамки на татковинската прослава Денови на Света мајка Тереза. Во спомен куќата на мајка Тереза во Скопје денеска ќе бидат врачени статуетки со ликот на Света мајка Тереза и благодарници на хумани личности и организации во организација на граѓанската асоциација Скопјанката мајка Тереза. Католичката црква во Скопје денеска организира целодневно обожување, а вчера по повод канонизацијата на мајка Тереза за светица се одржа миса во капелата на мајка Тереза. Утре во Македонската академија на науките и уметностите ќе се одржи свечена академија за ликот и делото на светицата мајка Тереза. Централната прослава е планирана во недела, кога на плоштадот Македонија во Скопје ќе се одржи понтификална света миса предводена од специјалниот папски кардинал, сараевскиот надбискуп кардиналот Винко Пулич. 7 години од трагедијата на Охридското езеро, кога при потонување на бродот Илинден животот го загубија 15 лица туристи од соседна Бугарија. По повод годишнината од трагедијата беше положено цвеќе пред спомен плочата на жртвите во несреќата во Охрид. Несреќата се случи на 5 септември 2009 година во 10 часот и 30 минути, кога потона бродот Илинден, што со 57 патници се обраќаше на релација од Охрид за Свети Наум. Малопродажната цена на бензините од ноќеска на полноќ се зголемува за половина денар, а цената на дизелот останува непроменета. Новата цена на Евросупер БС95 ќе изнесува 62 денари, а на Евросупер БС98 ќе изнесува 64 денари. За половина денар се зголемува малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство и ќе изнесува 37 денари. Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука да ја награди младата репрезентација до 21 година со премија во висина од 2000 евра индивидуално за досегашните залагања во тековните квалификации за пласман на Европското првенство 2017. Од ФФМ соопштија дека премија за младите фудбалери ќе следува и за евентуално изборен пласман на Европското првенство. Утре на Филип II и забраниците на селекторот Благоја Милевски ќе ја пречекаат Северна Ирска. Американскиот државен секретар Џон Кери и министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров не успеа да постигнат договор за прекин на огнот во Сирија, изјави висок функционер на Стейт департментот, додека истовремено исто така во кинескиот Хангжу на маргините од самитот Г20 председателите на двете суперсили Барак Обама и Владимир Путин одржаа средба која траела подолго од планираното. Обама и Путин во неделата неколку пати разговарале од нога пошто договориле директна средба. Двајцата лидери разговарале половина час очи во очи, а во еден дел од разговорите им се придружиле и шефовите на дипломатиите Кери и Лавров. Портпаролот на рускиот председател Дмитрий Песков, кој присуствувал на еден дел од разговорите меѓу Обама и Путин, изјавил дека главно се разговарало за Сирија и Украина.